микс од млади, амбициозни и проевропски ориентирани лидери или извалкани личности кои веќе на некој начин оставиле печат во општествениот и политички амбиент. Сепак, одредени луѓе или политички опоненти ќе искоментираат, се враќаат ликови од времето на транзицијата. Овој викенд Либерал-демократската партија го избира новиот претседател, поточно новата претседателка на партијата, по заминувањето на Горан Милевски од лидерската позиција и повлекувањето од владата на Ковачевски. Единствен кандидат за председател на партијата е Моника Зајкова. Добре дојдовте во емисијата. Господја Зајкова, како ќе ја реанимирате или реформирате партијата со кадри од минатото, а вашите политички опоненти ќе речат тоа се личности од времето на транзицијата? Јас не би се согласила дека се тоа личности од времето на транзицијата и не би се согласила дека треба да ги делиме кадрите на стари политички кадри или млади политички кадри. Секој човек има одреден потенцијал и можеме единствено да зборуваме за продуктивни, непродуктивни кадри, работливи, неработливи, честни или нечестни кадри. Јас не се согласувам со коментарите за ликови од транзицијата, напротив, зад она што го викаат лик на транзицијата, говорат неговите дела, тоа е современување на Скопје, а во партијата има место и за млади, како што може да видите, јас сум млад човек кој што се бори за лидерската позиција, односно кој што претендира и е кандидат. Нормално дека секој кој што го негува во себе прогресивниот дух, либералната идеја, без оглед дали веќе е во партијата или не, може да не се приклучи без оглед на национална, верска, родова припадност или возрастната граница. Камбекот на Ристо Пенов во политичката јавност се коментираше на неколку начини. Прво, дека тој може ќе го врати оној политички амбиент пред се во партијата од времето кога делуваше партијата со Гошев и останати кадри кои оставиле печат при создавањето на македонската независност, но Ристо Пенов, успешен градоначелник за функционалноста на град Скопје или човек кој ќе или остави печат кој ги извади коцките од плоштадот во македонската метропола? Јас би рекла дека и во мојата реплика во собранието кажав дека за делата на Ристо Пенов највеќе може да говорат граѓаните на Скопје. Делата на Ристо Пенов се видливи. Нова автобуска станица, булевари, плоштадот за некого можеби не било идеално решение, меѓутоа било многу поубаво решение од она што сега го гледаме на плоштадот. Целта на либералите е да создадат слободно општество во кое поединците ќе се развиваат и напредуваат така што секој би се дефинирал и реализирал себе си на свој начин и по собствен избор. Тоа не прави либерали. Што за вас ќе биде приоритет како идна претседателка на либерал-демократите? Јас во многу наврати напоменувам дека ЛДП овој пат настапува на вистина обединато и дека она, како јас ја гледам, е како сериозна државничка партија која учествува во креирањето и носењето на ред државни одлуки, а нормално и креирање на своји идеолошки политики. Затоа што ЛДП, како што и сами прочитавте, е идеологија, односно партија која што е најблиску до индивидуата, односно до човекот. И затоа во периодот кој што следи ќе биде фокусирана на креирање на иницијативи и политики кои што ќе треба да го подобрат секојдневното живење на секој граѓанин, односно секој граѓанин да ги ужива сите оние бенефити кои што ги уживаат граѓаните во европските земји. Дали размислувате самостојно да функционирате како ЛДП на следните избори кога и тие да се случат? Или сепак сте свесни за моќноста и капацитетот како мала партија сами да истрчате на избори? Ние истрчавме сами на локалните избори. Јас кажувам и повторно кажувам дека ЛДП е посебна политичка партија. ЛДП е партија сама за себе, која што
долго обстојува на македонската политичка сцена, но и на меѓународната сцена. Знаете дека сме полноправни членки на Алијансата на либералите и демократите во Европа. И од тука ќе се градиме пред се со сопствени политики и нормално дека може да разговараме и преговараме за коалиции, можеби ќе одлучиме самостојно да настапиме, сите тие одлуки се носат во рамки на органите и телата на партијата, а не е дека се приклонуваме кон одредена мок, иако за жал се уште големите партии имаат поволности од државата затоа што имаат и поголем број на кадри преку кои може да ги реализираат политиките, имаат своји аналитички центри, нешто за кое што е скратено на малите партии, но изборниот модел за кој што се залагаме да прерасне во една изборна единица. Владината коалиција е стабилна, меѓутоа се надоложуваат проблемите кои произлегуваат од економската криза, постои ли опасност од социјални немири? Јасно е дека луѓето секогаш реагираат затоа што навистина и се осеќаат, чувствуваат кризата, но јас не мислам дека може да дојде до поголеми социјални немири затоа што како влада вложуваме напори да се донесени се 2 пакети на антикризни мерки, околу 760 милиони евра дадена помош на најранливите категории на граѓаните, треба да се одржува во опсек стопанството со цел да се справува со кризата. Мислам дека се прават максимални напори за да заздрави економијата и да се направи одржлив системот. И не стравам дека може да има поголеми социјални немири, барем не сега, затоа што сите сме свесни дека не е само Македонија засегнат од кризата, но сегде каде и да одите се чувствува инфлаторската и енергетската криза. Судството ни е партизирано, до степен на парализирано на некој начин. Влијанието од одредени партиско-политички и бизнис моки се очигледно. Како ќе ги гониме криминалците ако јавност е сведок за поврзаност или блискост на одредени суди, обвинители со политичките партии? Колку може при едни вакви околности непристрасноста да биде во преден план? Токму ради ваквите работи, јас пак ќе кажам, ни е потребно побрза, можеби, европска интеграција. Она стратегија за реформи во правосудство видовме во европскиот извештај дека нотира со одреден напредок, но јас сум по вокација правник. Правосудството е многу голема фела и треба таму конкретни и суштински реформи, а за да имаме големи конкретни суштински реформи и да го направиме функционално, треба да постои за жал и политичка волја и консензус. А во овој момент не препознава? А во овој момент јас не препознавам, гледајќи од аспект на тоа колку закони од областа на правосудството се блокирани во собранието. На овие забелешки кои сега ги говорите, сте разговарале со СДСМ како партија или со премиерот? Сме разговарале и сме укажале дури на потребата дека можеби кога се носат закони од областа на правосудството, за да не се случува блокада, потребно е да се вклучат пратеници во работните групи од сите политички провиненции со цел заедно да креираме закони кои што ќе доведат до крупна и суштинска реформа во правосудниот сектор. Затоа што ние 30 години, барем јас сум 30 години, и јас 30 години слушам како ние треба да го реформираме судството. Како го оценувате обидот на ДУИ да има се поголемо влијание во судскиот и обвинителскиот дел? Знаете како јас не можам да говорам дека некој имал влијание или да ценам нешто. Сепак има одредени надлежни институции кои што може да ценат, а знаете кога зборуваме за влијание, тоа се сериозни индици кои што во правото може да значат и кривично дело. Ако велите дека неопходни се суштински реформи во правосудството, дали сите досегашни обиди да се реформира судството и обвинителството се само козметички обиди? Јас затоа кажав дека за да имаме суштински треба да постои политичка волја од страна на сите нас во државата, а не да се случува некој да пробува да прави реформа, други да блокира, што очигледно дава слика на јавноста дека не се сака да се реформира правосудие. Инфлацијата
се повеќе го јаде животниот стандард, стапката е речиси 20%, вториот сегмент се висината на платите кои за жал се такви какви што се во овој момент. Потоа третиот е расположението на јавното мислење околу геополитичките предизвици на земјата. Ви се случува незадоволство кај младите, говорам кај студентите, и при една ваква ситуација на се погласно незадоволство и револт кај македонските граѓани, каков е одговорот на ваквото ехо од ваша страна? Дали сте и натаму сте убедени дека сте во вистински правец, како владина коалиција вело? Иако во текот на овој разговор забележав низа на несогласување или критики во однос на одредени постапки владини и одлуки. Точно, аз кажав дека ние можеме идеолошки во политиките да се разликуваме и да кажеме наше мислење што сметаме дека е според нас прифатливо, но на крај заедно ги носиме одлуките. Кога станувало збор за државните одлуки, секогаш сме биле на страна на тоа да го гледаме интересот на државата и европската интеграција. Јасно е дека се чувствува инфлацијата, напоменав, не само тука, туку секаде, јас често патувам во Европа, секаде се чувствува глобалната економска и енергетска криза. Споменавте за незадоволни студенти. Јас тука ќе апелирам да студентите да се слуша чистиот студентски глас и студентите во голем дел од работите се во право, затоа што фактот дека можеби за нив најмалку се гледа, меѓутоа не гледа само оваа влада, можеби најмалку па сега се крена гласот на студентите, туку ако видите 30 години уназад, секогаш студентите можеби биле оставени како последна категорија во која што се инвестирало, секогаш се зборало дека младите се седнината на државата. И од тој аспект ние, барем за себе кажувам како пратеник, многу работиме и со да се чуе младинскиот глас. Денеска во собранието организиравме во барање на универзитетските студентски собранија дискусија од која што треба да произлезе и јавна дебата со цел да ги обврзаме надлежните институции да навистина видат и не бидат неми и слепи на она што се случува во студентските домови, за она што се случува со студентскиот стандард. Оваа влада ги прави сите напори да обезбеди излез од кризата и заздравување на стопанството, а за тоа дали водиме во права насока, на крајот од денот на изборите ќе кажат граѓаните. Зајкова често сте на релација Скопје-Брисел, зачестен е меѓународниот притисок во однос на барањето бугарите да бидат инкорпорирани како дел од македонскиот устав. Денове можев да го слушнам и председателот на ВМРО ДПМН да се укинат бугарските културни центри и да се оди на принципот на реципроцитет. Зошто постои предрасуда во однос на носењето на одлука, односно да се започне со процесот на уставни промени, само заради тоа што во моментот не имате двотретинско мнозинство и кај дел од партиите кои се во владината коалиција има незадоволство или се против вметнувањето на бугарската заедница во преамбулата. Мене ми е искрено жал што се уште како општество не го надминавме на политичкиот интерес да биде подоминантен од државниот интерес. Мојата генерација е растана со прашањето за европска интеграција. И ние предолго чекаме можеби пред портите на Европската унија, меѓутоа гледаме дека работите се менуваат. Ние мораме да движиме државата исклучиво кон прогрес. Ако очекуваме дека со исти политики кои што се воделе во минатото ќе дадат поинаков резултат во иднината, нема да дадат поинаков резултат и треба да превземаме некогаш и ризици, но да движиме по тој европски пат кој што ќе значи реформа, кој што ќе значи подобар стандард и сите други бенефити, а тоа најдобро го знаат и младите луѓе и луѓето кои што често патуваат во Европа и може да ги почувствуваат разликите. За ЛДП како партија ние сме партија која што се бори за секое човеково право и ние кажавме дека за нас не е спорно вметнувањето на бугарите и дека дури ќе бараме како партија да биде внесени како дел од народ еврејската заедница.
Владата кажа дека има предлог за внесување на црногорците, хрватите. Јас не гледам политика на прашањето кога треба да креираме иднината на една држава и кога треба да обезбедиме прогрес на државата. За жал, се уште заради политички поени не се гледа државниот интерес. И тоа не можат да го надминат лидерите на поголемите политички партии, можеби не може да се надминат себе си да го препознат моментот. Според мене, ако ние сакаме да креираме квалитетна државна политика, го сите заедно стварно се грижиме за оваа држава, сите викаме дека сакаме да видиме државата во Европа, тогаш треба и сите заедно да превземеме одговорност во процесите кои што следат, а не да се делиме на херои или на патриоти, предавници, да го делиме народот, туку сите како политички партии, а чином има многу регистрирани во државата, треба заедно да понесеме одговорност и да креираме заедно државна политика. Едно ние да се разединуваме во делот на тоа дали требало прогресивен или рамен данок, дали требало дигитализација во образованието или не требало, тоа се веќе можеби идеолошки аспекти, различни размислувања стави. Но за државата не смееме да дозволуваме да имаме различни размислувања и ставови и треба сите, ако сме поставиле дека е стратешка цел унијата, јас во моментот не гледам друга опција каде би движала оваа држава, можеби сум од таа генерација која растала со сонот за Европска унија, тогаш сите треба да се одважиме да превземеме одговорноста и да ги отпочнеме чекорите кои се бараат. Друго е кога ќе бидеме на масата во Брисел и ќе ги движиме преговорите, друго е кога сме се уште надвор. Мене ми е навистина задоволство што почна скрининг процесот, што можеме да си ги видиме оние работи каде сме напреднале, каде сме уназадиле можеби во системот и каде треба да ги дадеме сите сили за да работиме. Реформите кои што ќе ни престојат ќе бидат можеби побавни, ќе начинат многу, меѓутоа ќе значат прогрес за државата и ќе обезбедат подобра иднина. Ние, можеби мојата генерација нема да пати таа иднина, но сигурно некоја генерација ќе може да ги почувствува придобивките од тоа. Горан Милевски се повлече, заминува амбасадор во Љубљана. Јас за ангажманот понатамошен на Горан Милевски не би сакала да дискутирам. Можеби е подобро да лично тој одговори какви се неговите гледишта за понатаму и дали ќе има одредени ангажмани во политиката, надвор од политиката и како продолжува неговата кариера. Рековте дека не исклучувате Петар Гошев да биде претседателски кандидат на ЛДП. Сега ве прашувам, бидејќи сте генерација од 90-тите, сте му кренале телефон да го слушнете господинот Гошев? Да, и јас со господинот Гошев сум имала прилика во многу наврати да поразговарам и за економските случувања, секој совет кој што доаѓа од него, но и конструктивна критика ја прифаќам и исклучително ми значи неговото мислење и совет кој што ги доби. Ви молам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам.